Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Владата предводена од СДСМ и премиерот Зоран Заев со петтиот пакет економски мерки ја продолжува вистинската грижа за работниците, за граѓаните, за компаниите, грижа за економијата. Градење стабилна и развојна економија и обезбедување помали трошоци за граѓаните се приоритети на кои работиме како државничка и одговорна партија. Со мерката 22 во петтиот сет економски мерки е вклучено бришење камати на граѓаните кон јавните институции и предпријатија. Со законски измени на јавните комунални предпријатија, јавните предпријатија и управата за јавни приходи, како и на општините и на сите други институции од јавните дејности, ќе им се нареди да ги простат и избришат долговите на граѓаните по основ на камати во висина од 100%. Ова се однесува на сите физички лица во државата. Главнината пак, која што граѓаните ја должат повеќе од 3 месеци, по основ на испорачани комунални услуги и други јавни услуги или даноци и данок на имот, ќе може да се репрограмира за плаќање во период од 12 месеци. Мерката за репрограмирање ќе се направи преку објавен јавен повик во траење од 5 месеци. Во овој рок, граѓаните ќе може да побараат репрограмирање на долговите. Тоа значи дека секој граѓанин ќе има можност да добие отпис на камати, ако претходно направи репрограмирање за отплатата на основниот долг на 12 месеци. За да се спречи злоупотреба на оваа мерка, ако граѓанинот после првиот месец не продолжи со исполнување на договорените услови, затезните камати ќе почнат да течат како претходно. Бришењето камати на граѓаните кон јавните институции и предпријатија не се однесува на долгови кон приватни предпријатија кои даваат јавни услуги, како и на правните лица кои се корисници на ваквите услуги или даночни обврзници. Но според апелот од владата, и приватните компании може да се вклучат во оваа мерка како чин на солидарност, со што на граѓаните ќе им се отпишат каматите на долгот, а ќе ја платат само главнината. Почитувани, најтешкото е зад нас. Остануваме посветени на поддршката на граѓаните и компаниите кои директно ги почувствуваа последиците од корона кризата. Продолжуваме со реализација на мерки и политики со кои што се гради стабилна и развојна економија и олеснување на секојдневниот живот на граѓаните од секој аспект. Ви благодарам.